И сега накратко ќе излеземе од студиото и ќе алоцираме нашата Ивана, која што има многу интересна тема поврзана со органската храна од најсончевите делови од нашата земја. Знаеме дека во време на загаден воздух, загадена почва, се загадено околу нас, многу е важно да ја алоцираме и да ја пронајдеме која е органската храна која ќе ни обезбеди поздрав и поквалитетен живот. Иванче, добро утро. Добро утро, Сузе, до тебе. Поздрав и до сите наши гледачи. Ова утро немавме можност да отидеме на плантажите во Валандово, но затоа со она што ќе го представиме во следниве 10 минути ќе успееме да ви доловиме што представува органската храна или што всушност значи прва органска задруга, но и како е да се биде млад земјоделец. Јас навистина многу се радувам кога луѓето сакаат, особено младите, да се посветат на земјоделието и да произведуваат работи кои што ќе бидат органски и од големо значење за целото општество, од големо значење и за сите оние кои што ги конзумираат нели работите. Кристијан Барецки е еден таков млад земјоделец кој што веќе 6 години активно се занимава со земјоделие, па така што ќе ви посакам добро и убаво утро и би започнеме со тоа што представува прва органска задруга, како дојдовте до идејата, како настане, како вие решивте да се посветите на земјоделието. Пред да се вклучиме, споменавме дека секој викенд буквално возите трактор и дека тоа треба да ни биде иднината буквално на сите. Здраво, добро утро на сите. Како настана идејата, па со мојот брат и со уште 12 ентузијасти решивме да се споиме, да направиме едно нешто поголемо, еден бренд како нашата прва органска задруга и поради тоа што работиме органски продукти сите 12 луѓе и поради тоа што ни требаше малце поголема количина на бадеми за производството да влеземе во некој проект за преработки, решивме да формираме една задруга, бидејќи тоа ни беше интересен начин на функционирање, каде што луѓето сите имаат еден глас, сите заедно ги носат одлуките, одлучуваат што е добро за нивните мали стопанства, бидејќи сите имаме некое мало стопанство со бадеми, решивме да ја направиме задруга. Како да се вика задругата, како да се вика, видовме во регистарот дека нема ни една органска задруга или некоја задруга која што го носи тоа име како органска и решивме па ајде нашата ќе се вика прва органска задруга и така го земавме тоа име и го креиравме нашиот бренд Биорганик или бидете органски, бидејќи носи една порака каде што сакаме да им кажеме на луѓето дека кога ќе конзумираат органска храна и живеат здрав начин на живот, ќе бидат органски, така на еден начин. Бидете здрави, бидете органски, тоа се некои пораки кои што ги пренесуваме, произведуваме грижливо одбрана органска храна. Направивме нашите први плантажи уште од 2008 година, значи 6 години ни е задругата, но малце поодамна се занимаваме со одгледување на органска храна. Татко ми го имаше првиот сертификат за органска храна во Македонија, број 1, така да тој уште далеч на 2001-2002. Ние во 2008 ги насадивме нашите први органски насади со бадем и од тогаш почна таа една приказна, каде што се на некој му требаше една машина, на друг му требаше друга машина и така ја направивме задругата. Сега имаме едно портфолио од производи кои што ги произведуваме на нашите плантажи, а тоа се прво органските бадеми кои што може да ги видиме тука. Од нив правиме преработки кои што се органски путери од бадем, финомелениот путер од бадем кој што ќе можеме да го пробаме тука, крцкав путер од бадем кој што е со додадени крцкави плодови во него и крем со мед и со бадем. Тоа е еден здрав намаз кој што како засладувач го има медот, кој што исто го произведуваме на нашата плантажа во моментот кога се оплодуваат бадемите. Пчелите ги носиме во средината на март месец кога цветаат бадемите и тогаш ги оплодуваат цветовите и така добиваме мед од бадем, па го правиме тој цветен мед. И тоа е органско, значи се она што може да се најде нели во природата и она што е нели плод на нашата почва, низ сончевите предели на Македонија. Споминавме Дојран и Валандово, но што е важно кога се одгледуваат бадемите и што е важно за да успеат?
Што е важно? Па прво би рекол дека е важна климата, да биде топло, значи Валандовскиот регион, Дојранскиот регион кој што се најблиску до морето, би рекол некои 70-80 километри до морето, тоа е многу битно бидејќи бадемите сакаат топла медитеранска клима или субмедитеранска клима. Така да тоа е еден многу битен елемент за да не измрзнат, бидејќи они први цветат. Бадемот е едно митско растение кое што уште во Библијата се спомнува како првото дрво кое што го нашле било кое што расцветало после големата преселба на морето кое ја поминале Мојсей, било баш бадемот. Бадемот цветал и така да он уште во негде 15 март кога ништо нема, он прв има бели цветови и ќе ги видите бадемовите насади толку убаво само со бели цветови. И така да му треба топла клима, тоа е многу битно, и му треба органски начин на живот. Тие се двата елементи кои би рекол јас дека се за едно успешно производство на бадем. Така да ние го имаме се тоа во Дојран и во Валандово, имаме и задругари од други региони, имаме и во Куманово например, и таму имаме насади кои што се членови во нашата задруга и така да успешно и они функционираат, но не секогаш најдобриот потенцијал како во Дојран и во Валандово. Да, и сега од бадемите, тука произлегува нели понатаму приказната за путерите кои што ги споминавте, каков е начинот еве на производство и како е еве да се биде еден млад земјоделец во Македонија? Да, ние почнавме со земјоделие, но потоа направивме сите како во задругата заедно, решивме дека ќе правиме некои убави рецепти од тие бадеми, бидејќи да не биде само пакуван бадем, кој што веќе го имаме во производство. Решивме да направиме некоја додадена вредност да даеме на производите, па така во соработка со МРПФ опремивме еден магазин каде што за производство, каде што имаме машини кои што произведуваат путер од бадем. Путерот од бадем може да го видиме тука, е финомелен путер од бадем. Што е најбитно? Најбитно е да имате добар органски бадем, потоа убаво да се испече, да се измели до ситна гранулација и така може да го видиме да биде ваков течен путерот од бадем. Ние успеавме тоа да го направиме и го пласиравме производот, веќе го имаме тука во Македонија во некои околу 300 продажни места. Во секоја некоја органска здрава продавница која што е блиску до вас може да го најдете и така ги едуцираме луѓето како се јади и кои се бенефитите од него, бидејќи тоа е многу битно. Путерот има околу 20 грама протеини на 100 грама, има околу 60 грама здрави масти. Тоа е многу добар продукт кој што го штити кардиоваскуларниот систем, помага со влакна за да се заситите, да не јадете како да речем junk food, кога би можеле нешто како еве тука што имаме да пробаме со банана, со јаболко, здрава ужинка, да ставите нешто кое што е богато со влакна, а да даде еден одличен бенефит врз вашиот организам. Така да затоа така некако ги направивме уште неколку екстензии од обичниот путер. Едната екстензија е кранчи путер или со крцкави плодови. Тоа ги мелеме бадемите и потоа ги ставаме исто во масата од путер и тоа е еден исто 100% здрав производ кој што нема ништо додадено во него, нема никакви додатоци, има само бадем и малку хималајска сол. И потоа направивме уште една рецептура, сакавме да направиме една здрава нутела. Здравата нутела решивме да ја направиме со нашиот мед, да ставиме органско какао и да ставиме путер од бадем и така добивме еден исто врвен деликатес кој што е здрав, а е наш македонски производ. Да, одлична ужинка или одличен појадок и за почеток на денот, здраво нели секако и за децата уште од најрана возраст. Она што е доста интересно е исто така во прва органска задруга и оцетот кој што го имате од јапонска јаболка во мешавина со јаболка. Да, и развивме, бидејќи сме од Валандово и сакавме да направиме неколку производи. Еден од производите ни е сушено јапонско јаболко, кое сега го немаме бидејќи ни заврши сезоната, па сега треба да почне, се истрошија залихите од минатата година, па немавме ни едно за да го покажеме тука, се продаде. И другите два производи кои што ги развивме, исто бидејќи имаме остатоци од јапонски јаболки, например прва класа се продава, втора класа се суши, третата класа се прави оцет. Така е една 100% искористеност на стопанството и направивме еден оцет од јапонски јаболки, кој што е така еден премиум производ, кој што не го прави, јас би рекол дека не сум сретнал дека некој друг го прави или можеби така во нашата задруга се произведува
и потоа направивме уште една екстензија за да не биде тој сам оцет од јапонски јаболки. Најдовме еден фармер во Ресен кој што исто се приклучи во нашата органска задруга, па он ни направи оцет од јаболки, органски јаболки, така двата да не бидат сами во продавница и така да ги фативме тие два производи. Што е доброто со нив? Многу е добро тоа што оцетот е природно ферментиран и традиционално е произведен, значи прво се стискат јаболките да истече сокот, па се става во буриња да ферментира, од кога ќе ферментира, не се ставаат сулфити и нема никакви додатоци во него. Тоа е многу битно. И може да видите најдолу во шишињата секогаш има малце маја од оцетот, што е многу здраво. Многу здраво и така да тие се некои продукти кои што исто помагаат во здравствен бенефит има при конзумирање на тие продукти, бидејќи се природни. Да, имам уште многу да зборуваме. Витам дека можеби во следниот некое вклучување би биле во Дојран или во Валандово, директно од вашите плантажи. Ви посакувам и понатаму да работите на ова поле, затоа што е многу значајно, придонесувате секако за целиот народ и за земјата. Ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам и ви покануваме да дојдете во март месец кога цветаат бадемите на нашата плантажа. Благодарам. Ти благодарам, Кристијан. Секако ќе се одјавиме со овака прекрасна миризва која што се шири тука од путерот од бадеми и секако поддржувајте ги локалните земјоделци, поддржувајте се она што е македонско и се она што луѓето овде кај нас се трудат да го произведат и секако да го пласираат на пазарот. Нам ни преостанува само да го замислуваме тој прекрасен мирис на бадем. Поздрав до твојот соговорник Кристијан и браво за се она што го прават ново на пазарот, а е сепак органско.